Помина речиси 30 на години, кога така да речам последен пат прошетав низ Бојмиската регија, кога во тоа време работев во тогашната телевизија Скопје, денешната македонска телевизија, во утриничката програма Добро утро Македонија, кога во 1992 господово лето го посетив геолиското село Богородица и за него направив кратка репортажа. Ете како што вели народот, Господ милувал Бојмискава регија повторно да ја посетам, но овој пат по покана на црковниот одбор на соборниот храм во селото Богородица, рождество на Пресвета Богородица, на нивната летна селска слава, посветена на нивниот патрон на селото, рождество на Пресвета Богородица, меѓу народот попозната како Мала Богородица, да направам нов документарен запис за ова село, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова населено место, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од античко време, старо-македонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешново наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од севкупната историја на Македонија. Иако со години крстарам низ Бојмиската регија, така да речам, никако не му доаѓаше редот да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели, некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Добро утро! Добро утро! Јас сум Зоран, ти си Марија? Да. Значи, овај што се слуша на телефон? Да, така е. А јас сум Томче. Драго ми е, вие ќе ми бидете денеска домајчини? И денеска и утре. И утре? 2 дена не те пуштам. А ја ќе ви бидам ваш гостин. Значи, вака едно, оставам на вас, кај ќе ме однесите, таму ќе направиме, да им кажеме на нашите гледачи, на нашите граѓани во Република Македонија и широко Македонија, какви домаќини се и какви гости чекате во селото Богородица. Можеме? Ајде, намо ќе. Откако што се вели за кратко време се прикажавме кои сме и што сме, со моите пријатели, со нивното возило се упативме во правец на селото Богородица. Добре дојде, Зоране, долго те чекаме да дојдеш и во ова село. Ние тебе добро те познаваме, Зоране, од телевизијана, саде ми те гледаме, со радост ги гледаме репортажите од нашиве села, многу убаво редом ги редиш историографски податоци, иако ние не сме по локација историчари, не задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, а ги имаме проверено, листајќи низ историографската литература со која располагаме, попатно ми велеа моите домајчини, а воедно и водичи низаторот на нивното родно место, селото Богородица, Маријан Иванов и Томче Ризов. Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години патувам низ убавите наши македонски села. Некои постари, некои понови, некои со приградски налик. Ете, Господ сакал после 30 години повторно да дојдам во селото Богородица, да дојдам на патрониот празник на селото Богородица, на мештаните кои што од памтивека па до ден денешен и велика слава. Голема благодарност до мештаните од селото Богородица што ме поканија да јас се бидам нивни гостин, а тие мои домајчини и многу те приказни што нивните предци ги раскажале за нивното родно место, да ми го раскажат, а јас преколкото например делот е многу приказни да ви ги добавам преку ватеписната документарна репортажа со работен наслов село Богородица во околијата на Гегериската околија.
Зорке. Ние ќе ви видиме водичи за нашето село и имаме доста интересни податоци да ви покажеме. Главен водич ќе ни биде книгата, монографијата за нашето село од наш сега покоен наставник Ристо Стамков. Во нејзи има скоро спомнати се сите податоци, сите легенди, се што е вклучува за нашето село. Имаме една доста интересна случка која датира од времето на Солунскиот фронт, Првата светска војна, каде Богородица била на фронтната линија и ден денес, за жал, имаме и опасни остатоци од тогаш, бомби и гранати, кога се копа нешто низ Богородица се наоѓаат. И имаме и еден друг податок, дека дел од нашите сегашни гробишта се користеле за погребување на германските и бугарските војници. И имаме податок на самите, може да се види тука, податок дека тука биле погребувани. Но после завршетокот на Првата светска војна, од страна на германците, дојдено е годината точно не ја знаеме, но според старите луѓе што ни се кажувало или пренесувало, или исто така во книгата е дел спомнато, дошле и сите нивни остатоци од војниците се земени и однесени за Германија. Иначе сведоштво на овој настан што го збориме е и овој крст и годината 1915 и исто така може да се најде и слика која ќе ја приложиме, ќе ви ја покажеме од некој си познат бугарски или германски офицер Карл нешто. Читувани мои, покрај немите сведоци овие два бункери кои што се едни од многуте бункери овдека на фронтот, на Македонскиот фронт, и безбројните гробови кои што и денес ке има остатоци од тој фронт, е и оваа граната. Опа, ама тешка мајка. Ова граната испукана. Не е испукана. Не е испукана. Ова е од оксидацијата. Отворена е само. Отворена, е? Да. Има таму и артилериска граната. Капачето исто е. Да. Ево го. Тоа е главата на ова граната, која што останата овдека со во непосредна близина на еден мој соговорник што ќе чуете за кратко време од селото Богородица. Мајка моја. Историјо македонска. Каде ти се јунаците Македонија? Проблемите ни се знае, иако се пишени со различни презимина, дали Нич, дали Нов, дали на грчки, зависно на која страна биле присилно мобилизирани. Како што напомнав, и до ден денешка на македонските херои, кои што насилно биле мобилизирани и војувале за отуѓи војски, не се знае гробината. Но сепак едно би рекол, нека ми е слава и вечна и слава и вечно почивалиштата, затоа што сепак на оваа територија, овдека на оваа партија земја, кој што се милениуми се нарекува Македонија, и народот кој што векови живее македонски, сепак ги бранеле своите родни огништа. Затоа што има една книга на Стале Попов, Крпен живот, каде што на фронтот се довикувале двајца браќа, едните во српската војска, другите на бугарската страна, и му велеле: Миладине или Спасе, ти си помлад, оди дома, ти си бекер, ќе се ожениш, ја имам семејство. И за пари, за 5 Наполеона ги предавале, за да можат, значи, насилно
за да може помладиот да остане жив, да создали семејство и да го чува семејството на братот, затоа што братот ќе погини, а овој да остане жив. Македонија крвопис е животот. Многу империи се обиделе да ја покорат. Меѓутоа, единствена империја која што денеска живее тоа е Македонија, затоа што две држави се пишени во Библијата, тоа е Палестина и Македонија. Пак ќе повторам. Голем број на империи пропаднале кои што се обиделе да ја покорат Македонија, но никој досега не успеале. Македонија живее и ќе живее се додека постои Господ, се додека постои Библијата и се додека е пишено во Библијата. Апостол Павле овдека дошол во Македонија. Првата христијанка е Лидија, кој што одовде, Кирил и Методи, па и Климент, па и Наум, посебно Кирил и Методи, го шират писменоста во и цела Европа. Да напоменам дека и богомилското движење, денешните протестанти, богомилското движење, кој што отишло во Франција, потеклото на протестантите, се од овде од Македонија, од богомилското движење. Многу истории има одека, па ќе речам, дојдете во овој дел на Македонија, самите да истражувате, самите да отворите, да проникнете во историјата кој што овдека е со пластови земја напластена, за една порака, дојдете овдека да откриете историјата, да не остани покриена од правка на заборавот. Еве овдека се наоѓаме во селото Богородица. Ова село не само што е погранично село со Република Грција, туку овдека ова село е средиштето, така да речем, кај што поминува Македонскиот фронт од Првата светска војна, каде што е овдека се наоѓаат два воени бункери, остатоци останати од Првата светска војна, значи пред 100 и кусур години. Ајде вака да се причетиш како се сеќаваш како изгледаше бункеров и едни и други од кога беше помлад. Ето, така, овие бункери беа, ова неколку камена се извадени од тука, беа четвртасти, имат два отвори, едниот од таа страна, другиот беше тука од оваа страна, исто како и оној од таа страна. Јас овие бункери ги памтам од 55-та, 56-та година, ние сме тука доселени. Така да баба ми и дедо ми кажуваа дека овие бункери биле главни скривалишта од Првата светска војна, таму од 13-та до 18-та година, бидејќи на овој фронт ова е втората линија. Првата линија на Солунскиот фронт е долу. Овдека биле топовите. Таму има постолје за топови од таа страна, исто и на тој бункер од таа страна има постолје, бетонска плоча. Тука биле топовите и гагеле горе према планината Паек и тука овие грчките села Мочуко и другите села. И други некои села таму. Овие бункери биле изградени од енглеските и германските војници. Така да имаме таму пронајдено складиште на бомби со одвијач, како рачните бомби, одвијач, и тоа докажува дека тука биле енглезите на оваа линија. Енглески војници биле тука, а од таа страна на Вардар, па до горе биле германските. Исто и тука имало германски од Каралувата Селемли према Карабали, таму биле германци, а од Карабали до Селемли тоа биле енглески војници. Колку беше имаш ли влезено натре во бункерите? Бункерите имат отвор и складиште за 12 луѓе кои можат да се сокријат овде. Та повеќе вака пренокиришта биле со оние завијани лимови, ламарини, ние што викаме по нашо,
Така да още има остатъци от тия по селото. Некои правили карлици, некои за нещо друго. Така и още ги има тия. Тук била войската, а овие биле за време на бомбардиранията и нападите се сукривали внатре. Той овде биле 4 бункери. Вие ги гледате само двата. А двата се преко она патче тамо от тази страна и тамо още два има. Тука се то и аз го видов со мои очи, кога тук одехме, имаше теснолейка линија и вагонетки за съде. Значи, од овие бункери двата биле како главни складишта, па се пренесували на тамо по теснолейка линија со вагонетки. Како таа линија била специјално воена линија за овие теснолейки за снабдување. За снабдување со муниција, гранати и така натаму. Има ли денес се уште остатоци од гранати од фронтот? Гранати од фронтот има. Ева, например, тука има, не знам колку да ти кажам, многу се, беа од војната за време Југославија, војните беа тука со оние апаратите за нуе и открија тука дека има многу бомби и беше забрането нешто го извадија, однесо, нешто покрија они со земја и да не се исто и таму има складиште за бомби. Таму и ги има оште. Ги има и хилзите, ги има и бомби. Али тоа е запретено и там забрането да се чепкаше секаде. Да, оваа граната што ја гледавте пред малку, таа е извадена од таму. Дојде од Гевгелија, од полицијата и тие што беа здрави ги зема, а ова граната остана тука, вика дека не е опасна, затоа што она вика оксидирана и одделена од телото на бомбата и не може да експлодира. Таа без капсулата не може да експлодира. Така. Само да ми кажете вашето име, презиме. И аз се викам Крсто Николов. Живеам тука од 55-та година. Инаку исто сум и роден тука. Али татко ми за време на ова колективот бил по наредба од тогашните власти испратен во планината Висока Чука, таму сечеле прагови за машини. Иначе тука сум роден и од 55-та година активно живееме. А од каде е потекло твоето? Потекло сме од Петрово. Миревци. Ако сте били таму на таа страна, од Миревци за Петрово таму. Така. Да сте ми здрави живи и нека остане ова сведок на она што било прво, ама да не се повтори, да не гини народот. Попусто да не се... Па еве, да кажеме и тоа дека денешната ситуација не ни е баш јајна, ако ние не се држиме еден со друг и ја заборавиме историјата наша и заборавиме на овие простори што се десило, тогаш нема што да очекуваме. Самите тоа треба да го сочуваме. И историјата да им пренесеме на младата генерација. Да, јас ги пренесувам на сите овие кои гости, пријатели, другари кога идат, најпрво ги заинтересираат овие работи и питат за ова. Што е ова, како е и од кога е. Овие се, реков пред малку, од Првата светска војна, од 13-та година, па до 18-та година, додека заврши војната тука, складирано. Одека во непосредна близина на селото Богородица од 1914 до 1918 година се водели крвави битки во познатиот Македонски фронт, во историјата запишен како Солунскиот фронт. Дека тоа така и било, сведочи и овој бункер, кој што е граден за времето на Првата светска војна и кој што е ова парче камен, да знае да зборува, ќе искажи цела историја. Затоа што едно би додал дека овдека боиштето било скоро 6 години. Може би се прашувате зошто? Затоа што боиштето на овие простори било Првата Балканска војна во 1912, Втората Балканска војна во 1913
и Првата светска војна од 1914-1918 година. За овој временски период, овдека на боиштето за овие 6 години на просторо на етничка Македонија од двете страни на фронтот, од Првата Балканска кога што напомнам, па до 1918 престојувале историографијата запишала 1.500.000 војници. А мобилизирано било сето население кој што овдека од цела Македонија, а дел од машкото население кој што било пратено на фронтовите, без разлика дали тоа било во Македонскиот фронт, дали било горе на Колубар и на Чер, дали било горе на Верденската битка, во губина и не се вратиле, а и до ден денешка не им се знае гробината. Кога наминувам во било кое село во Република Македонија, како што е да речем и селото Богородица, сите оние мештани, помлади или постари, кога ќе дојдам ме прашуваат, односно ме упатуваат да ја посетам училишната зграда, каде што многу генерации тука се научиле од нивните наставници да читаат, да пишуваат, да одземаат, да собираат, така речено таблицата множење. Прво, ова да ми кажеш како те се викаше учителот што те научи да читаш и пишуваш и колку бевте ученици во твоето оделение, во прво оделение? Првата учителка ми беше Катица Дуева и бевме 15 ученици во мојот клас, од кои бевме 10 момчиња и 5 девојчиња. Како те се викаше училиштето? Училиштето од секогаш во Богородица се викало Гоце Делчев. Оваа зграда тука моментално беше како мојата генерација последна беше тука во оваа зграда, сега е пренаменета општински центар и местна канцеларија на местната заедница. И имаме ново училиште, исто така Гоце Делчев во името, и имаме старо училиште, уште од времето на Првата светска војна и Втората светска војна, периодот, и тоа е исто така Гоце Делчев училиште. Ќе може ли да ги посетиме тие два објекти? Ќе ги посетиме. Ќе го посетиме и новото училиште, каде што и ден денес има настава. Имаме и дограда во училиштето, градинка. И исто така ќе го посетиме и старото училиште, кое за време на во времето на Југославија исто така било пренаменено и како за скривници во време на студената војна кога било тоа. Како ти е името? Стефан Сапомаев, живеам во селото Богородица. Кое деление си? Прво. А ти како се викаш? Филип Атанасов. А ти? Чао, ти како се викаш? Валентина Маја Богородица. Така. А ти? Терина Бакалова. Ти беше името? Матей Павлов. Колку години имаш? 6 или 7? 6. А ти? Како се викаш? Ризов. Давид Ризов. А ти? Кристан Озонов. Така. А ти како се викаш? Јован Попов. Јован Попов. А ти? Димитар Бабучија. Колку години имаш? 5 години. Добро. Така, добро. Се гордеш ли со ова монографија што? Да, ова Вашиот монографија ни е благодарение на претходниот председател на местната заедница, морам да го спомнам, господин Бошко Иванов, на негова иницијатива и исто така на други жители на Богородица. Ги имаме спомнато, ќе ги кажеме и нив. Благодарение на нив сите сведоштва, се што е
за нашето село е спомнато во оваа книга. И да, овој наставник што ми беше и мене, господин Ристо, сега покојен Ристо Станков, има напишано за повеќе села такви монографии и му благодариме дека има и за Богородица напишано. Еве овдека се наоѓаме пред старата селска чешма, каде што мештаните, овдека кога влегувавме од било кое сокаче, така речено и патче, ме напомна да дојдам и да направиме едно кадро, затоа што ми велеа дека селскава чешма е тесно поврзана со самата изграба на некогашниот манастир, каде што денеска се наоѓа црквата Света Богородица. Да. Ова селска чешма е ново изградена од времето на Југославија кога била, а старата чешма ни е малце понагоре и таа била со 5 чепа и значи водата никогаш не просушува, има обилна вода, од кој дел тече тука, другиот дел ќе отидеме и до таму, е во нашето поле, кај што нашата стока се напојува. Таму доста голем дел од водата таму тече. Иначе добро е да како што спомна дека е тесно поврзана со црквата, да според старите велат дека изворот иде од скалите од самата црква и дека водата е убава за пиење, испитана. Ние доста наши селани ден денес си полнат и пијат вода од нејзе. Добро е исто така да се спомне дека во книгата ни кажува дека кога манастирот осветен на Свети Тодор бил урнат, не се знае од кој и како, и кога се возобновувала црквата, тогаш се направила и чешма. Денеска сведоштво на таа стара чешма е, така да речем, ова старо здание, каде што има туку еден напис, ќе може ли да прочитате? Да, ова е излејана од леарницата во Вараждин, година не пишува, кога, шо и како точно е, тоа не знаеме, но планираме да го реставрираме и да го обновиме и да дојде чешма и за пиење вода тука. Како ти е името? Атанас. Презиме? Кујумџиев. Од која фамилија си? Од Кујумџиевци. Така, како се викаше татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти? Мајка ми се викаше Методија, татко ми Мито. Мајка ти од кое место беше? Од Богородица. Значи, од Калови. Значи, од комши в комши, а? Да. Така. Колку, твојата сопруга од каде е? Од Богородица. Од која фамилија? Од Петрови. Колку господарчена би даде? 2. Машки и женски? Едно машко, едно женско. Колку внучине имаш? Имам 4, 2 машки внучини и 2 женски. Како се вика? Милица, Леја, Петар и Македон. Кој ти е помило првото или цигарето? Сите ми се мили. Сите, а? Тие внуците се најмили. Така е, така е. Кога патувам низ селата во Република Македонија, зборно место на селаните, покрај тоа што е целото е и кооперацијата под овој народски кажар. Еве одека во селото
Богородица, има неколку продавници, меѓу коите од тука се на малце да се одмориме, што вика старите, да охрепиме душа. Ти си еден од, така да речеме, човек во средни години од животот во селото Богородица. Да ми се представиш твоето име, презиме, од која фамилија си, како се каже татко ти, мајка ти, дедо ти, баба ти и така натаму ќе се вели. Јас сум Крсте Дудов, татко ми Ташко, а дедо ми Јован се викал. Он од село Ума отишол за Америка, печел, имал късмет се вратил жив и купил од турците, што имаме тапија во ова село, купил свој имот. Инако ја имам 64 години, работам во катастар, подалим се преку жена ми и она геометар. Немаше късмет да работи катастрата и така отворихме продавница. Се сетиш на младалечките години овдека во Богородица, кога беше за Велиден, за Божи, па за летната слава на село Богородица, кога се организира турнирите на времето. Да, тоа беше прекрасно време, значи во тоа време, кога бевме млади, имаше забави, игренки, дружење, трки за 1 мај, значи тоа беше милина да се живее. Порака да сите наши македонци, каде и тие да се наоѓаат, дали во Република Македонија, дали во Пиринскиот егејски регион на Македонија, дали во Америка, Канада и Австралија, дали е добро да си дојдат дома, да ги отврат оние зареđени катанци, затоа што побаво место од родното и од ова наша убава Македонија нема никаде. Па нема и да има побаво до родно место, но на жалост аз контактирам со мои колеги што се во Америка, мој родени Швајцарија, значи сите велат дека животот е најдобар тука, оти каде да си, туги не си домаќи. Кога патувам по нашите убави македонски села, ретко да видам еден млад бизнисмен, стопанственик, да остане во родното место, да живее во родното место, кај што и водат потекло неговите родители. Јас сум Крсте Атанасов, овде сум роден, работам веќе 3 години со татко ми, го наследив од него бизнисот и окей, тука, извезувам врата странство, Холандија, Австрија, Германија исто. Домашен, тука да работиме на сегде низ цела Македонија. Ово да ми кажеш, рече дека целото производство е во излаз и дел и во тука во Македонија, планираш ли да ја прошириш ова дејност? Да, само здраве. Овдека се наоѓаме на подалеку, овдека во гевгелиско познатото Богородично езеро. Ке може ли малку да сознаеме за историјата на ова езеро, кога е правено, од кого е правено и зашто денеска се користи? Значи, ова е правено конкретно на 59-60 година, со помош од тогашна задруга имаше пролетер и со помош на селаните од село Богородица, направена е оваа брана за потребите на наводнување на нашето поле. Али за жал, како што минат годините, сушните години, се помалку вода, зимно време малку се накачува, летно време многу опаѓа. Значи, слабо се наполнува. Иначе, исто така оваа брана се користи претежно за исто и за напојување на стоката, бидејќи во зимниот период, кога нашето поле е полно со вода, како е џоло долу, да. Се користи рицката паша за стоката од селото и тука идат да се напојува. Јас сум Лазар Јанев. Татка ми Стојан, мајка ми Божана. Дедо ми Лазар, баба ми Софија. Така. Може ли да ми кажеш кои му се соседни села на селото Богородица? Село Стојаково, Ѓевѓелија, Богданци, Ѓавото. Така. Колку куќи има селово денески, колку жители? Од прилика вака. 1000 жители. Така, колку куќи од прилика? 300 леа, сега му појки си. Така. Од што луѓето живеа порано? И денеска? Порано патлиџани, се сеја, се живе. Така. Пиперки, грозде, се имше. Така. Овде каде што правиме разговоров, ти си, ете така да речам,
така да речем, од собственикот, овластен да се грижиш, да раководиш со оваа фарма за желки. Така, колку време постои фармава? 15-20 години има. Така. И какви жилки овој се процедува за продавање или за оние што сакат дома да ги чуваат? За продавање тие се за дома. Така. За дома, кај они спрашки за дома, не за... Так. Ами, што ги храните? Ги храниме зелка, краставици. Се оно што е? Отпад, што е. Така. Домати, сливи, што има се. Така. Иначе, овде ке се произведуваат жилчината со овој инкубатор, со јајца, конкретно? Они снесат на 15 мај. Така. Чије да снесат. Избираме ние јајцата. Избираме, сега ти кажеш как. Ајде, како ова? Они копат дупкичка. Така. И другите и гледаш нема. Кој не знае дали таа што права да. Така. И ќе зиме бележено с жичка и крп. Аха. И си одиш ти. После се враќаш, она снесела, ти отпретиш и си вземеш јајцата. Она снесе околу 4 до 7 јајца. И од кога ќе се изведат, каде ги овој се извезуваат? Каде? Пушке, Америка, Германија, Кина. Прво да ви посекам топло добре дојде во нашата Гевгелија и веднаш да ви се заблагодарам што решите да ја посетите Богородица. Оценам вашиот ентузијазам што го работите низ годините и посетивте најголем дел од Македонија и од македонските села. Традицијата во општина Гевгелија, во сите населени места е за панагиорите, значи да се одржуваат настани кои го ја негуваат културата во нашата општина. Во општина Гевгелија имаме 4 културни друштва, едно во Гевгелија, имаме во Негорци, во Пардејци и во Миравци, кои со години ја негуваат традицијата. Сите тие меѓународно ја промовираат Гевгелија, значи сите овие игрорни друштва редовно секоја година имаат меѓународни настапи, во исто време и игрорни друштва од други земји ги посетуваат овие населени места во одредени делови од годината. Значи од една страна ја промовираат нашата општина, овие културни друштва, а од друга страна придонесуваат и за правилен физички и психички развој на младите. Од таа причина, како локална самоуправа, даваме целосна логистичка, но и финансиска подршка со цел фолклорот и традицијата да се негуваат и во иднина. Ако се навратиме, така да речеме, во тоа нашето блиско минато, во сите населени поголеми места во Република Македонија, во тогашна Социјалистичка Република Македонија, кој поголемо место се градеа домови на културата. Значи да се негува традицијата на фолклорот, за да овие културни друштва нормално функционираат, потребни се инфраструктурни објекти, каде што тие ќе може да ги извршуваат своите, како да кажем, тренинзи. Во Гевгелија имаме 2 инфраструктурни објекти, тоа е театарот во Гевгелија и пионерскиот дом. Во моментот се врши реконструкција, поточно внатрешно уредување на младинскиот дом во населеното место Прдејци, а веќе следната година ќе биде извршена реконструкција на младинскиот дом во населеното место Моин и во Богородица, каде што синоќа за Мала Богородица имаше настап фолклорното друштво од населеното место Негорци. Значи, во сите населени места, каде што во моментот имаме фолклорни друштва,
целта на локалната самоуправа ќе биде тие домови да се реконструираат, за да овие друштва можат нормално да функционираат. Јас едно би ме подпрашал што презема, кои активности ги презема општината Гевгелија, таа е погранична општина со Република Грција. Ова наша Македонија е богата со историја, богата со култура. Видете, низ Гевгелија поминува коридорот Е70, автопатот Е75, Богородица е на самиот граничен премин, значи тоа е единственото населено место кое што е од другата страна на Вардар, а е во општина Гевгелија. Годишно поминуваат околу 5 до 6 милиони туристи, плюс тука ако се додадат и грчките државјани кои што се секојдневно присутни во Гевгелија, но и во дел од населените места. Тоа е податок кој што покажува дека мора во наредниот период да посветиме големо внимание за промовирање на туризмот и на туристичкиот потенцијал на општина Гевгелија. Во овој дел веќе се изработи платформа која што се реализира во овие 7-8 месеци и која што за рок од 4-5 месеци ќе биде готова и Гевгелија ќе има на туристичката маса широм Европа. Во новата платформа ќе бидат сите археолошки локалитети вклучена платформата за туризам со која што ќе им биде представена на сите туристи во нашата општина. Поздрав до сите македонци широм светот да ја посетат нашата општина Гевгелија. Почесто да се враќаат во нашата Република Македонија. Нашата цел е да ги задржиме младите тука, да не се одселува и во иднина, да прекине миграцијата. Поздрав! Како порано беше организиран културно-забавниот живот, а како е денеска во селото Богородица? Нема, во врска културно-забавниот живот за Богородица нема многу променето во делот на имаме првомајски трки кога патронатот станато од по-старо време. После имаме за време на Панагирот денес и утре имаме играорни групи, забавно музички групи кои што ако се има организација ќе се организира. Јас сум Георги Јованов, еден од основачите и раководител на културно-уметничко друштво Негорци. Ова културно-уметничко друштво е регистрирано 2009 година и ден денес успешно работи со мал прекин за време на корона. Негуваме фолклор повеќе региони на Република Македонија. Вечер ви имавте можност ако представата село Богородица след егејскиот дел, пијанечкиот дел, од скопскиот дел, турскиот дел. Значи, нашето културно-уметничко друштво за овој период покрај големите активности овде во регионот, општина Гевгелија, Република Македонија, главен белег и значаен белег ни е меѓународни настапи, каде што имаме уштилно преку 20 пати Турција, Велика Бугарија, Грција, југословенски простори, Србија, Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина. И имаме 8 гостувања во Западна Европа, каде што сме учествували на фестивали во Белгија, Холандија, Франција и Германија. Се разбира ова културно-уметничко друштво под ваше раководство и понатаму овој ќе го негувате фолклорот во изворниот фолклор во Република Македонија. Како ви се плановите овој така за ова блиска иднина што следува? Планови има многу. Сите планови зависат од финансиите што ги добиеме. Значи, покрај редовната работа, обновување на и богатиот фонд промоција кој што ги имаме, постојување на нови хореографии и најважното за нас е настапи, сдружување со други културно-уметнички друштва и како представување на нашата држава и самото културно-уметничко друштво надвор по Република Македонија.
по нашите села во Република Македонија, ретко можем да забележиме во едно село, како што е селото Богородица, спортските активности дека не се замрени. Ние овдека имаме еден фудбалски клуб, тоа е фудбалскиот клуб Богородица. Се викам Папучиев Митко. Иначе клубот е од 2020 година. Пред тоа функционираше пред 10-15 години. Сега стана за. Па сега пак поново почнеме оваа ситуација да средиме на сила некако. Па тоа друго. Што е мотивацијата, ете да речеме таа традиција спортска да продолжи? Мотивацијата е таа младината да се дружи, да има дружби меѓу нас, меѓу соседните села. Имаме турнир за мал фудбал тука. Да ги оддалечиме децата од телефоните. Да, и тоа. Твоето име презиме? Јаневски Тони, секретар на ФК Богородица. Тешка ли е таа функција, под навод кажано, или лесна? Мислам дека не е тешка, ама само иницијативно и време бара. Да. Колку дозволува времето, толку. Често пати си со со топката? Да. Значи секој ден сум тука. Што ти лежи повеќе, центар халф, центар фор? Не сум јас за фудбалер, ја го одржавам игралиште цело време. Значи одговорноста е твоја, да. Одговорноста е моја, точно. Кој име презиме? Маријан Вегов. Љубовта спрема спортот и ништо друго. Имаме и еден турнир кој се организира пред Панагирот во чест на еден наш поранешен фудбалер Мирче Костов, и тој е турнир претежно за помалите возрасти, помали генерации. Вие, момче? Петров Мија, поранешен фудбалер, голман бев понапред. Па решивме местна заедница да им помогне на фудбалски клуб и за сега добро да се надеваме до година уште подобро ќе биде. Добар ден. Здраво. Еве одека се наоѓаме во селото Богородица, каде што двете екипи фудбалски се спремаат на еден пријателски надпревар. Вашето име презиме? Андреадис Теодорос. Што е тоа што те влече овде во Македонија, еве со овие младиве фудбалери да продолжи традицијата, спортската традиција во фудбал? Мареси. Фудбал мареси, деца мареси на игра со деца, за тоа. Да се ми завижи. Почитувани мои, кога патувам низ целата во Република Македонија и кога ќе доаѓам на гости во било кое село, без разлика дали е тоа патрони празник на селото, на црквата или манастирот, или е селска слава, како што е српската слава Мала Богородица во селото Богородица, кога ќе дојдам, мештаните ме покануваат да направам репортажа, а пред се и да бидам нивни гости. Како по стар адет и обичај во секое село, па и во селото Богородица, од кога ќе заврши црквената вечерната богослужение, а јутринската богослужба, сите мештани, домаќините си доаѓаат дома и ги чекаат гостите. Домаќине, нека е денот за нови години. Ново година да ви е денот. Па до година да бидиме побројни, селото да не биде поживо. И ајде година да ви. И што се вели, Господе ни помогни на сите. Така е. Почитувани мои, се наоѓам овдека на границата, каде што единствена држава, земја на Балканот, која што граничи самата со себе. Тоа е Македонија. Почитувани мои, подоживав и тоа да дојдам овдека на овој граничен премин, каде што пак ќе напоменам единствената држава на Балканот, која што граничи сама со себе си. Тоа е Република Македонија. Пак ќе напомнам, Егејски одел, Вардарски одел, Пирински одел, една единствена етничка Македонија. Да ни ја завиши, но пак ќе речам, дојдете овдека во селото Богородица, да видите што е рај, што е убавина, а пред се да го доживеете она, што јас така како доживеам, заедно со моите домајчини. Тоа е Маријан и тоа е Томче, затоа што таков домајчилак и такво гостопримливост, немам да ви кажам реално до се доживеано, по моево 30 годишно такање, па да откажени по нашите убави македонски села, како
došlo ovdje, kada živela na селото Богородица.